Ljupчо Поповски, добро утро. Да, Нешто да. ти планираш, Ljupчо, некаква инвестиција од си игри или се Да, јас сум од Маџармалово, ова се гради во Ново Мало. Мислам, ако е паркингот што викаше ти пред око, тоа е дел од Ново Мало, јас сум од малце постариот дел на оваа страна на Скопје, во Маџармало, таму уште имаме куќе, Нема инвеститори, нема уште. Има инвеститори, тие ако сега живеам на друго место, ама тотално сум. Има инвеститори, ама некако. Добро, тоа е сепак најцентрално подрачје на Скопје. Најцентрално, така што. И искрено бидам јас, бидејќи го знам и дел од невладиниот свет кој што се бунеше и така натаму, но сепак во цел свет во центарот на градовите се прават градби. Не може да се има. Се прават, ама сашо ние, значи таму од после земјотресот, значи 64-та, 40-50 години не дозволува ништо, ниту да се да се обнови. Да се обнови. Ние сме барале таму, така куќата релативно не е добра и иако е од 38-ма и не дозволува ништо. Има таму и многу слаби и керпичи, има и добри куќи, особено покрај Вардар. Таму тоа е најдрагоцениот простор во Маџармало, што е покрај Вардар. Нема подрагоцен простор во Скопје, што излага директно на Кеот. Не дозволува со децени. Сега тоа како ќе се направи, имаше план таму за дуб кој што беше дури полош од сегашниот изглед иако Маџармало е првата населба од десната страна на Вардар. Тоа се од 1870 година. Што велиш во центар, Ново Мало е исто така уште повеќе во центар. Ќе се среди. Ќе се среди, ќе мора. Колку децени ќе поминат, ја не знам. Тоа ќе се среди до ова друго што ќе го разговараме тешко дека ќе се среди. Гледам дека и минатава викендашка колумна, а на што друго да биде посветена ако не на новата ситуација во Бугарија. Ти пред 2 викенди пишуваше за тоа дали Петков не го преценуваме, сега некако овој викенд ти дојде како потврда за тоа дека може би сме го прецениле, а дека тој всушност е она што всушност сега го кажува. Тоа ги повторува сите најстандардни, како да кажем, закоравени позиции на Бугарија заради кои ние сме блокирани. Ljupчо, бидејќи колумната ти беше во дисхармонија со посетата на Шолц на Балканот и така натаму, дојде, виде се, прошета, даде различни изјави, си замина. Како е? Ова точно е оценка или сепак не? Сега, значи тој беше и во на Балканот имаше, мислам дека пораките што беа во Белград и во Приштина беа посилни отколку ова настаните во Скопје и во Софија. Да. Значи таму без оглед знаеме ние како Вучич сака тоа да го драматизира, колку тоа огромен притисок се врши на тоа, како и нашите, да ги наречам, бугарски пријатели од Софија, кои што постојано викаат ние сме под притисок за да не донесе одлука, но пораката во Белград беше многу јасна. Нема поратаму одење, значи има пред еден ден пред да дојде Шолц или 2 дена пред да дојде Шолц во Белград, резолуцијата на Европскиот парламент за Србија беше изменета, во резолуцијата се вметна, таа допрва треба да се гласа, се вметнаат неколку ставови во кои што еден или 2 таму се клучни. Нема отворење нови поглавја со Србија додека не воведе санкции против Русија. И после кога дојде Шолц, знаеме ние дека Европскиот парламент не ги носи клучните одлуки на европските извршни во Европскиот совет и Европската комисија, но тоа го отсликува расположението во Брисел и во главните престолнини на ЕУ, што треба да се очекува од Србија, така што тоа го повтори на начин кој што беше директен, но не беше груб во Белград. Тоа Шолц го направи. Додека сме на таа тема, каква, бидејќи веќе 4-ти месец трае војната во Украина, санкциите врз Русија и така натаму, ќе потраат тие санкции и после евентуалното завршување на војната? Па, сега ќе видиме дали... Оти каква смисла има сега да се притиска Србија да воведува санкции, значи, ако се причека 2 месеци па нема санкции за ништо? Да, ама барањата не се на Западот, не се само да запре војната, туку и да се повлечат руските сили. Значи, тоа ние ќе видиме. Шанса нема. Шанса нема, но
Значи, историјата не е во 1, 2 години, 3 години, па ќе има сега председатели, па има други лидери во Русија, па има друг развој на настаните. Тоа не се знае како ќе биде. Никој не можел да очекува дека ќе има војна во Европа, ете се случило. Па после така што ќе видиме, тие санкции ќе потрајат, мислам и ги врзав санкциите прашањето со Србија оти второто наводно големо изненадување на Вучич, кој така малку и дури со една одглумена потресеност го кажа на пресконференцијата, што прв пат струшност од него се бара од Србија да го признае Косово како независно. Тоа не дека, барем официјално тоа било побарано, тоа не дека не од почетокот на тие разговори секогаш виси во воздух. Тоа Србија не може да го направи, веројатно никогаш нема да го направи. Тој дури направи една референца Вучич дека како што Европа бара од Украина да биде целовита, очекува да бара и од Србија да биде целовита, вклучувајќи и Косово. Има една дискрепанца околу сите тие работи. Има, ама значи овдека Србија не треба да заборави што се случуваше во 91, 2, 3, 4, 5 година. Дека ако Па и 99-та, 2000-та, 99-та тоа веќе тоа е делот во Косово. Мислам со интервенцијата на српските сили и така натаму, но војните беа поттикнати од Србија, од таа голема српска политика елаборирана во САНУ, спроведена од Милошевиќ и другите структури во тоа време во Србија, а значи главната вина според мене на тоа зашто Србија го загуби Косово лежи во Белград. Значи кога Белград ја укина секој вид на автономија таму, од училишта, универзитет и друго натаму, кога воспостави контрола на сите текови во Косово, што ги имаше Косово најмалце 50-60 години, тогаш работата за Србија заврши. Кога мислеше дека таа контролира, всушност заврши. И сега се разбира дека тие бомбардирањата беа неправедни на Србија, но беше неправедна и интервенцијата на српските сили во Косово, таму загина и многу цивили, и така, но тоа веќе е завршена работа и не може да се споредуваат сега, можеби наизглед изгледаат исти Косово, случајот со Косово и Украина, но не се исти. Да се вратиме на македонско-бугарските односи, бидејќи се чини дека се таа ситуација зацементирана. Тука веќе нема шанси за никаков продор, по сите искажувања, дури и еве паѓа уште една влада, барем ваква какво што знаевме бугарска, се чини Лјупчо дека додека не се среди внатре во самата Бугарија, да кажем балансот на силите, дека не може ни да се направи продор по овие прашања. Колку време ќе им треба на бугарите, бидејќи и оваа година дури се најавуваат можност за воредни избори? Да, во септември, октомври. Значи, мислам дека ние тоа е точен заклучок, ама ја ќе го продолжам понатаму. Ние дали може да чекаме 10, 20, 30 години за средување на силите во Бугарија? Значи, оние што ги мислевме, јас пред 2 недели изборувавме тука дека можеби сме се излажале во таа верба во Кирил Петков. Жал ми е што мислам дека испадна во право. Затоа што последните негови изјави се подалеку и од она што дури од консултативниот совет, од заклучоците на консултативниот совет на човекот си спасува својата премиерска кожа сега, треба ли да си има разбирање за тоа? И најевтино прашање му е за да се спаси ова со Македонија. Сега тој може да има разбирање за него, ама ја не мислам дека ние треба и цела Европа да има разбирање за односите во Бугарија. Сега може тоа да изгледа грубо, ама што ние постојано бараме некакви разбирања за како се ги спасуваат кожите премиерски и други и владини кожи некои во Бугарија и наметнуваат прашања кои што се поабсурдни и поабсурдни. Значи апсурдот веќе се доведе не знам до некои граници кои што не може ќе експлодира, ама се уште се ставаат. И така што мислам дека тоа и македонска политичка елита го свати тоа и премиерот Ковачевски веќе гледаме дека тоа е намалени се, нешто се намалени очекувањата, но изборувањата за Петков како човек што може да донесе пробив во односите се, не мислам јас да го критикувам, или така да
Петков да кажувам дека тој ја излажал јавноста овдека во Македонија, мислам дека и горе или во Бугарија, што е поважно, во тој дел од либералната јавност во Бугарија, ја на некој начин ја измамил и така. Тоа се дел од политиките, но значи треба ние да влеземе со реални очекувања и реални перцепции што може да се направи од другата страна. Ако може нешто да кажам дека се променило во бугарскиот третман кон Македонија овако, што има веќе 7-8 месеци, може и повеќе, оттаму не слушаме изјави македонските браќа и така натаму. Тоа браќа исчезна. И мислам тоа е во основа добро, затоа што ние можеме се браќа, братучеди, било што да сме, да се однесуваат како се работи за два соседни народи кои што имаат многу блиски односи. Реторика е сменета, дали ќе потрае или понатаму, можеби заради тоа што тие не може да најдат решение и влегуваат во уште полоши услови за Македонија и не може тоа да ги нарекуваш луѓето кои што ги оценуваш дека се браќа. И од друга страна, извини Сашо, не можам да замислам зошто, како тие ќе може да се грижат за бугарското малцинство овдека, овие што се пресуват, ако ја уништуваат европската иднина на Македонија. Значи, тие ги уништуваат европската иднина и на оние за кои што тие се грижат најмногу. Значи, бугарите во Македонија. Има ли тука некаква логика? Да, тука има разлика во разбирањето. Тие мислат дека бугарите во Македонија се најголемото мнозинство. Па добро, и да е така, пак нема логика, го уништуваат, не најдов некој што можев да го прочитам, кој што логично би ги разбрал позициите, особено стратегиски подолгорочни на бугарите во однос на Македонија, бидејќи јасно е дека тоа е една потполно, барем во стратегиска смисла, ако е ова целта, да се браќата, дека тоа практично не да е утна метата, туку ја прегази метата, нема веќе и планетата е утна, не метата. Еве имаше добра некаква анализа овој Огњан Минчев, значи неверојатно добар политиколог и аналитичар бугарски, пред неколку дена, во која што тој наведува дека всушност ветото на Бугарија е во целосен интерес на Русија. Зошто? Затоа што да се во крајниот случај Србија да влезе пред Македонија во Европската унија. Ако влезе Србија пред Македонија, ќе може да ги диктира понатаму условите и Србија во однос на Македонија. И сега, влезот на телекомуникациите, ова што ти често го зборуваш на музиката, во кабелските оператори, културната пресија, културното пробивање, во на сите можни страни, а во исто време Бугарија каска за сето тоа, дури не ни каска, таа е застаната во место. И сега, на кого му било интерес, ако не преку Србија, на Русија. Сега, малце тоа е претерано, но има некаква логика, дека сите најголеми приврзаници на ветото во Бугарија се русофили. И тука нема пробашување. Нема пробашување и нема што повеќе да дебатираш понатаму. Добро, последното прашање, Лјупчо, е сега што ние понатаму. Бидејќи јас гледам дека Ковачевски полека се млади од целото тоа прашање, мислам дека само чека да заврши јуни, за формално да заврши оваа француска иницијатива и така натаму, која што е предвидливо веќе пропадната. Можеме ли, оти сега ќе викуваат сите кои што ви зборуваме ние 30 години што од Европска унија, вие само тоа се занесувате, ние треба да одиме со Русија и така натаму. Што понатаму, што е реалната политика на меѓународен план што останува на земја? Значи тоа треба да си го смислат тие таму што се на власт. Што се на власт и председателот и така натаму, мислам дека не загубија, туку премногу се надеваа за ова и тука кога беше Пендаровски овдека во ова студио, велеше дека
на одреден начин мора да му даеме шанса на претходно на интервју на Петков за да се избори на крај. Тој им даде шанса на тие што го блокираат да му ја соборат владата. Значи најважното од се мислам не дели оваа влада, доку која било влада понатаму да не треба да се врзува, тоа го каже и Ковачевски, јас сум го кажувал многу пати порано, дека не треба да се врзува со самити и со блокадите него. Не може една држава како Бугарија, ја не ја подценувам Бугарија, мислам голема и силна држава таа, особено кога ќе се спори на Балканот, да ги одредува, да го одредува времето на постоењето на владите во Македонија со тоа дали ќе стави вето или нема да стави вето. Сега гледаме дека сушто си кај нив тоа ќе се прашањето на Македонија ќе паѓаат владите во Бугарија, затоа што тие не можат сами со себе да одлучат што сакаат да прават. Ние треба да си ја работиме. Владата сега може би има различни сега идеи за развојот на Европската унија. Ова што е овој нон-пейперот на Австрија дури ми се чини најприфатлив од сите нечленства што се појавуваат како идеи во Европската унија, за да може да се ослободуваат пари за оние поглавја каде што официјално има напредок, не се водат преговори, но има напредок, но се затворени. Така да може на одреден начин економски да се стигнува. А ние ако гледаме, мислам, не може општеството и јавноста не може да избега од ова што се случува во Бугарија и ветото и така натаму. Но тоа ако нас не заробува како лепра во целото општество, ние ништо нема да направиме. Затоа што таму може, како ја сега велиш ти, дека во септември може да има избори, октомври, дека може на секој 6 месеци да има, па ние не може оваа држава да зависи од тоа како се борат руските и проруските и проевропските сили во Бугарија. Ако остане заложник на нивната политика, таму ништо ние не сме направиле. А имаме релативно ниски односи со нив. И економски, и општествени, и така натаму, мислам, во однос на... Или овие што земаа пасоши да направат партија во Бугарија, македонска и да преземе... Да, ма тие не се тука. Се шегува, кој знае како провокација ќе го Да, добро, може би интересно, ама за жал треба да ги собираат од Британија, од Норвешка, од Германија, од Шпанија, таму кај што работат. Овдека дали има 5% од тие луѓе што зеле пасоши останати во Македонија, бидејќи нема потреба да остануваат тука што ќе има. Е тоа. Благодарам Љупчо и за оваа анализа. Понеделничка викенд колумна на Љупчо Поповски.